Благодарам председателя и предлагам со оглед на тоа дека следните три амандмани се однесуваат на иста проблематика, ова образложение да важи за сите три следни амандмани, бидејќи се буквално со иста сума и за иста намена. Значи станува збор за амандман повторно поднесен во соработка со О2 иницијатива. Овие амандмани и претходните години ги поднесувам, меѓутоа овој пат навистина сметаме дека е алармантно. Со амандманот се предвидуваат 18 милиони денари за промена на начинот на загревање од мазут на Институтот по белодробни заболувања кај децата Козле, за да се заштити здравјето на најранливите деца кои веќе имаат респираторни проблеми, како и здравјето на жителите. Да се заштити мазутот е едно од најнечистите горива кои што се добива како резултат на производство на нафтините деривати, и тоа е последна најтешка фракција. Нечисто гориво во комбинација со лоши процеси на согорување е еден од најчестите и најопасните извори на аерозагадувањето. Дотраените котли во овие институции во комбинација со неквалитетното гориво може да бидат смртоносни за човековото здравје. Значи, само сакам да потенцирам дека станува збор во следниве три амандмани, тоа се за Институтот по белодробни заболувања во Козле, болницата за гериатрија и палијативна медицина 13 ноември во Скопје и Институтот за физикална медицина и рехабилитација. Сумите се за сите три амандмани исти, 18 милиони денари. Сите три амандмани се однесуваат на замена на начин на затоплување од мазут на поеколошки горива и апелирам дека овој пат навистина станува збор за институции кои што се наоѓаат во густо населени региони во градот Скопје. Значи тоа е Ѓорче Петров, Капиштец и Козле. Значи загадувањето не е само на заболените пациенти кои што се наоѓаат внатре во овие здравствени институции, туку и на граѓаните кои што живеат во овие навистина густо населени региони. Ви благодарам.